Повеќе од 1.000.000 евра се штетите од поплавите во Делчево, се првите процени од страна на општината. Вака екипите од секторот урбанизам и комисијата која што ја формираше Советот на општина Делчево во текот на викендот излегува на терен за да ја восстановат штетата која што е настаната после невремето кое што се случи во Делчево и има инфраструктура во однос на улици која што е ставена во извештајот. Негде овде штетите се околу 1.000.000 евра за улиците во Делчево. Посебно, значи, имаме оштетувања и претрпено штети на подземната инсталација и одредени водотеци кои што треба да бидат регулирани за да во иднина при вакви невремиња не сносиме, односно не доживуваме вакви штетни последици од невремето. Од Министерството за транспорт и врски и од владата ветија комплетно покривање на сите штети во Делчево, бидејќи општината не е во состојба нив да ги покрие. Следната седница на влада донесена одлука за целосна поддршка за санација на сите точки во општина Делчево. Се работи за оваа улица, се работи за еден пропуст на регионалниот пат кој што ќе го санираме и уште еден мост за кој што ќе направиме проектирање, со што технички сакаме да ги подобриме инфраструктурните потези на овие места каде што е потребно и при идни вакви или слични појави да подобро функционира инфраструктурата и да не ни се случуваат вакви појави. Во меѓувреме штети пријавуваат и граѓаните, но во колкав износ се уште не е познато. Да, објавивме јавен повик за граѓаните да можат штетите кои што ги имаат претрпено да ги пријавуваат во општина Делчево 10 дена, почнувајќи од вчерашниот ден, мислам дека е до 23. Така да после во еден заеднички купен елаборат, сето тоа ние ќе го доставиме до владата и владата понатаму ќе продолжи со процедурата за обештетување на сите оние граѓани кои што претрпеле штета. Пријавувањето на штетите е во тек и граѓаните ќе може да ги пријават до 23 месецов.